Денес во Стопанската комора на Македонија имаме седница Македонската асоциација за рударство. Тоа е практично последната седница во оваа година и целта на оваа седница е да ги согледаме изворно резултатите постигнати во 2014 година и во кратки црти да се договориме што ќе биде актуелно за Македонската асоциација за рударство во 2015 година. Можам кратко да кажам дека 2014 година рударскиот сектор ќе ја заврши успешно, инаку рударскиот сектор има удел во индустријското производство во Македонија со околу 12%. Сведоци сме дека во последните десетина години овој сектор активно се развива и од 2005 година наваму можеме да кажеме дека многу рударски комплекси се возобновени, работат успешно, но се отворени и многу рударски претпријатија. Денеска во секторот за рударство работат над 300 фирми, од кои околу 160 фирми директно во рударството, и ако додадеме уште еден податок дека во изминалите 4-5 години се доделени над 400 нови концесии и очекуваме дека од тие нови концесии за детални геолошки истражувања ќе се појават и нови претпријатија. Така да и покрај кризата која се уште владее во Европа, ние како рударски сектор можеме да кажеме дека деловната 2014 година ја завршуваме успешно. Ако се погледат статистичките податоци, ќе се види дека за првите 10 месеца од 2014 година има извесен пад на уделот на рударскиот сектор за околу 2%, но до крајот на годината очекуваме дека тоа ќе се постигне на ниво планираното кое и сме го очекувале. 2015 година очекуваме да наставиме да работиме со исти темпо како и 2014 година. 2015 година најверојатно се очекува да се донесат нови закони за минерални сировини. Конкретно се очекува да се издвои законот за минерални сировини да биде поделен на рударство и геологија, што малку поблиску ќе ги дефинира овие две области. Очекуваме дека дефинитивно, јас лично очекувам дека во 2015 година ќе се појави конечно ново претпријатие, рударско претпријатие кое ќе преработува метали. Ако се иде според планот, сметам дека новиот производител на бакар ќе биде рудникот во Казан Дол, кај што се направени сите подготовки и ако инвеститорот смогне снага, мислам дека сите други предуслови се направени да се појави ново рударско претпријатие. Инаку пратите дека многу е тешко да се отвори рударски комплекс, врзано е со многу пари, со многу инвестиции, со многу средства за истражување, така да не можеме да се пофалиме, освен мали рудници, мали каменоломи кои се отворени во последните години, не можеме да кажеме дека е отворен некој поголем рударски комплекс. Но 2015 година очекуваме дека ќе биде исто така тешка. Јас во оваа прилика би порачал до Министерството за економија да најавеното зголемување на концесии за експлоатација на минералните сировини не се применува во 2015 година, затоа што рударските претпријатија се среќават со доволни проблеми. Се бележи тенденција на пад на цената на металите особено, а металите имат и најголем удел во рударскиот сектор, така да денеска тоа и ќе го кажеме на нашата седница, ќе упатиме апел за молница до Министерството за економија да концесиите за експлоатација останат истите и во следната година, затоа што и онака имаме доволно давачки. Цените на металите и за следната година нема да растат според прогнозите, а за нас е тоа доволно. Конкретно јас сакам да кажам за Бучим, кај што и работам, цената на бакарот во светски размери и не е ниска, меѓутоа за нас во Бучим таа е енормно ниска.
бидејќи $6.500 во споредба со остварените од минатата година $8.250 е значително смалување, така да и да остане оваа цена ќе имаме доволно проблеми. Јас мислам дека е добро да се применува данокот, да се плаќа данокот на добивка веднаш после пресметката. Тоа е конечно во интерес и на државата и во интерес на претпријатијата, затоа што кога дае данокот на добивка треба да се плати. Мислам дека тоа екзистира во многу земји во светот. Лично мислам дека тоа ќе биде позитивно, без разлика што ќе има одлив на средства од претпријатијата. Можеби не можеме да кажеме ќе донесе поволности, но ќе бидат разјаснети појмовите рударство, значи експлоатацијата на рудите и истражувањата на минералните сировини. Бидејќи нашиот закон е, иако е иновиран и релативно јасен, тој се уште е комплексен, така да со тоа треба да се доразјаснат прашањата што е геологија, што е рударство, до каде трае истражувањата, а кога почнува експлоатацијата на минералните сировини. На ова поле малку е направено, се уште има експлоатација, дива експлоатација на минерални сировини, особено песок за градежни цели, бидејќи песокот се подели, надлежност е во водите се во надлежност на Министерството за екологија и фактор што Министерството за економија, кај што се наоѓаат и инспекторатите, не може доволно да контролира ова проблематика, се уште има проблеми и очекуваме дека во 2015 година и Министерството за економија и Министерството за екологија ќе преземат конкретни чекори. Тоа покрај нелојална конкуренција, мислам дека се работи за неконтролирани квалитети на материјали кои директно влијаат во градежништвото и се ослабнува квалитетот на градежните материјали. Имаме неконтролирани материјали и тоа не е добро и од тој аспект, а покрај тоа што има нелојална конкуренција. Едните плаќаат количини кои ги произведуваат и продават, другите не плаќаат ништо и тоа е се уште една неправда и мислиме да тука треба најенергично да се превземат мерки. Значи, во име на рудникот Саса би сакал да кажам дека благодарејќи на многу упорна и тешка работа на сите наши вработени, ние добро завршуваме 2014 година, остварени се сите плански показатели. Оваа година била многу значајна за нас, бидејќи сме завршили еден инвестицијски циклус каде што били инвестирани околу 18 милиони евра во припрема на јамски објекти и во набавка на опрема за отварање на нов ревир, кој исто така беше пуштен во употреба. И фактички со тоа ние направивме се да му се овозможи на рудник Саса понатамошно постоење во наредните 20 години со истиот капацитет со кој што работи в Милани и оваа година, под услов дека рудникот Саса ќе добие проширена концесија на експлоатација. И со тоа сакам да кажам дека влегуваме во 2015 година со очекување дека концесија за експлоатација ќе биде добиена од страна на влада на Република Македонија, имајќи ги во предвид големи напори кои што се во насока на создавање по поволна бизнес клима, ние се надеваме дека тоа ќе биде остварено во доста краток рок, а исто така чувствуваме голема поддршка и имаме одлична соработка со надлежни државни институции, пред се со надлежно Министерство за економија. Јас би рекол дека иако цени на метали се паѓат, што е вистина, значи они најмногу се под влијание на таа компонента во самата цена, берзанска цена на метали, која што се однесува до шпекулативен карактер. Значи тој дел на цената кој што се однесува до конечна побарувачка, значи вистинска цена која што се бара од страна на конечен потрушувач, таа компонента се останува непроменита и што се однесува до олово и цинк како метали, ми се чини дека цените сега се уште се на добро ниво и се надевам дека немаме да имаме некои такви пореметувања со цени кои ќе ни стопират во нашите активности. Да, значи тоа е една макатропна работа. Ние направивме една анализа до крај на 2014 година дека од почеток на рестарт на рудникот во есента 2005 година се до денес во рудник Саса инвестирано во основни средства околу $100 милиони.
Što znači isključivo preko навременно инвестирanje i preko една напорна работа od strana na раководство и od strana na сите наше вработење може да се постигне нешто и тоа во услови кога рудник Саса веќе постоел. Јако во овие години изградивме огромна количина на различни објекти под земја и инфраструктура, а исто така и на површина, може да се представи колкави ќе бидат трошоци поврзани со отварање на нови рударски капацитети.